Добро вечер во уште едно ново издание на емисијата Сергеј Рeinvented. Што ќе гледаме денеска? Во индустријата за убавина, слична тема како минатата, интересна. Во мода, ќе видите машка мода. Ќе видиме модни катастрофи, ќе видиме што ќе се случи сега у плакарот на Кека, како Кека ќе сака да се дотера и ќе одговарам на дел од прашањата што ги праќате на мојот Инстаграм профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Останете. Денеска во делот Индустријата за убавина ќе разговараме за една тема која што е многу актуелна веќе со години, а станува збор за метода за разубавување на или поднудување, како сакате кажете. Ќе зборуваме за прво за ботоксот. Кај ботоксот е другачие, различна приказката. Нормално, повторно јас се повикувам на доктор Даниела Димитрова, која што ми ги даде овие информации и моето искуство со неизе пред се во разговор што и како треба се постигне. Прво треба сте информирани што е ботокс. Ботоксот е изолиран протеин од ботулиниум токсин, односно отров, кој се аплицира во мускулите и ја блокира нивната контракција и спречува создавање на бори кој со експресијата на лицето ги правим. Што сака да каже ова? Дека ботоксот е отров. Делови од лицето што природно, дали се смееме, дали се мрштиме, дали дигаме веги, какви да експресии правиме, со текот на годините правиме брчки. Кога ќе се нанесе ботокс во тие одредени регии, ја спречува мускулната контракција и автоматски ги снемува тие бори заради тоа што тамо мускулот не работи и не делува. Во совет со добар доктор, при тоа одат снимки како јас го правам, тоа и го практикувам последниве, па можем да кажам, 5-6 години. Јас дури касно почнав да се боцкам на мои 40 и кусур години. Моето прво искуство со ботоксот е лошо. Знаете зошто? Заради тоа што бев кај лош доктор. Кој ми ги падна вегите. Не треба ботоксот да ви го деформира лицето. Напротив, треба да направи нешто спротивно. И при тоа, треба да знаете дека ботоксот е еден голем изум медицински пред се, заради тоа што првичната намена на ботоксот, односно изолираниот протеин од ботулин токсин, се користи во медицината години наназад за лечење на фацијалис пареза, односно искривување на одредени мускули и нерви и така натаму. Ботоксот, освен што ќе ви го испегла челото, делот околу очите, тука каде што се мрштите, ќе имате поголема или помала фацијална експресија, ботоксот може да се нанесува и по цело лице. Не сме да се нанесува, односно нема потреба да се нанесува во усни, во регијата околу устата. Може да се нанесува во мандибулата или во вилицата, може да се нанесува под пазуви, за да не се потите евентуално. Може да се нанесува во дланки, за оние луѓе што им се потат дланките. Може да се нанесува и на често се случува јавни личности да го стават ботоксот во стопала. Често се случува јавни личности да стават ботокс во листовите, ги парализираат мускулите. За мене малку ова безвезно го прават тоа за да може да одат кај ми е штиклата, натолкави дамјаџење. Али доктор Даниела оди на волкави штикли и успат и боцка. Тоа е фасцинантното па кај Даниела. Обично никој не може да издржи висина на подолги стази и заради тоа некои ставаат и ботокс во стапалата. Имам тука два типа на ботокс. Све се вика ботокс, меѓутоа сите доаѓаат под различно име. Има алергани, има диспорт, има ботулини, бла 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 бла. Не боли ништо. Секој што ќе ви каже дека ботоксот боли, катастрофа. Значи, прво дозите се зависи кај кого како, иглата е премалечка, можете да видите на видеото, нити анестезија,
ми ставаат, нити ништо, а нема никаква болка, ништо не осеќате, после тоа само треба да внимавате неколку часа да седите во седечка позиција, да не легнувате, вечерта да внимавате како ќе спиете и тој почнува постепено да работи. Мој совет е не премногу млади, меѓутоа веќе некаде околу 30-та година да отидете на консултација и постепено, ако сакате да задржите одреден изглед, да имате минимална интервенција, меѓутоа исклучително во консултација со доктор. Следно е еден од моите омилени третмани за лице. Повторно, ова го дознав од доктор Даниела Димитрова. Све што ве интересира, при тоа можете да прашате на нејзиниот профил, доктор Даниела Димитрова, ќе ви ги оставам и тука и во дескрипција, и во нејзиниот Перла центар, ќе ви одговори на сите прашања, апропо ботоксот и апропо и други третмани. Ова е PRX-T. Тоа е биоревитализирачки пилинг без игла. Ова значи нема тука никаква игла, кој длабоко продира во слоевите на кожата без да го наруши горниот слој, односно епидермисот на кожата. Наменет е за подобрување на еластичноста на кожата, третман на лузни, на акни и хиперпигментација, хидратација и видливо намалување на порите. Единствен пилинг кој е безболен може да се користи и во текот на летото. Нема време на заздравување и самиот третман трае 10 до 15 минути. Ова буквално ви ја прави вашата кожа да изгледа како Snapchat филтер. Ова е дефинитивно еден од моите омилени третмани. После првиот третман веќе ви е утредента, вашето лице изгледа како лакова на кондура, драги гледачи. Нереален сјај добивате, убава хидратација, убава влажност, после некој ден почиње лицето малку да ви се перута. Препорачливо е да направите барем 3 третмани во серија. Јас лично го правам неколку пати во годината, заради тоа што ем сум пушач, ем надворе загадено, живееме во загадена околина и секогаш мртвите клетки од кожата треба да се отстранат. А ова е совршен и идеален начин и апсолутно го препорачувам ова на сите. И помлади, и со средни години, и постари, и со комплицирани кожи, со акни, со било какви инфекции. Значи, ова е буквално магично во индустријата за убавина. За денеска од мене толку. Се гледаме во мода. Дојдовте во делот за мода, in и out. Цело време ми пишувате да зборувам за машка мода, што е тековниот тренд, Тековниот тренд што е у свет за машката мода, вие никогаш тука нема да го примените. Јас ќе ви покажам некои работи, меѓутоа едноставно живееме на такво место каде што тековниот тренд, тоа што се случува на модните писти, тоа шансите да се случи на ова поднебие се скоро и никакви. Станува збор за ревиски изданија, тоа морам да ви потенцирам, значи тоа што се случува на runway. Од runway модата после оди во ready to wear, од ready to wear после оди во да ја конзумирате на начин на кој што вие сакате да ја конзумирате. Секако, пред да го погледнете ова што ќе ви го пуштам, секако дека тренерките се ин и патиките. Тоа апсолутно да. За да изгледате добро како Никола. Еве го. Добар си? Добро, ај сега. Ете, вака да се дотерате, ако не знаете како, ќе се дотерате вак и ќе изгледате супер. Не ме гледајте така. Next. Имаме модната куќа Прада. Имаме Джеф Голдблум. Ова е колекција 22 за 23 година. Еве. После го имаме ова. Нема да коментирам многу, само ќе ви покажувам. Очигледно гледате станува збор за кожен мантил со ракавици во колор, во боја. Ја гледате естетиката и на следново издание. Детали. Повторно детали. Кроевите на оделата и на капутите не се типични, него се малку видоизменети. Целиот крој, материјалот, колоритот
Next. Детал. Тоа е тоа. Next. Еве, урбано, кул издание. И не се фаќајте за тоа дека ви покажувам сега брендови Прада. За една година ова истото ќе го најдете по сите no-name продавници, меѓутоа малку по-смирена варијанта. Супер е тој Дукс. Еве, одлично изгледа, со супер се панталоните, многу casual изглед. Next. Следно имаме Dolce Gabbana ревијата. Machine Gun Kelly ја отвори. Никола сакаше да биде Machine Gun Kelly кога беше мал. Нели Никола? Вика да. Ете така. Machine Gun Kelly ја отвори ревијата, смени неколку изгледи, имаше цело одело со бисери, бело со бисери. Сонја за Machine Gun Kelly. Ала! Стои покрај него или бело, да. Крие солзи испод века. Немој за Machine Gun Kelly, отиде со Меган Фокс. Готово. А Machine Gun Kelly го имаме прво една бела варијанта, после го имавме у друга една варијанта, у црно дело, повторно фул у кристали. Дури имаше и нешто на устата наки закачено. Ја видела Анджелина Джоли. Ало, не се љути ти. Тебе, те спомнам одма доаѓа што тоа туп well ми правиш. Црвено одело, Dolce Gabbana. Фул кристали, светлуцаво. Next. Full leather. Сукниче. Дечкото сукниче си обракал. Како бе не ме срам на вие италјаниве да пропагираат ваква мода. Мажи ли се бе ова со сукња машко? Кај се видело тоа? Очигледно се видело, дочекавте и тоа да видите. Игнорантноста е болест на 21 век. Секој нека носи што сака. Ич да не ви е гајле. Ако сакате, терајте мода. Ако не сакате, не терајте мода. Исто е прашање на личен избор. Уште едно Dolce Gabbana издание. Како што гледате, колор, многу детали, многу камења. Перфектно е тоа цело сребрено одело со тие наочари како детал. Затоа реков, оваа естетика никогаш нема да дојде кај нас, или барем не по скопските улици, не верувам дека ќе видам. Имаме следно модната куќа Dior. Повторно. Кожен мантел. Next. Ги гледате кроевите во капутите. Колку се различни. Таа е една базична сива боја, меѓутоа одличен крој. Next. Супер. Супер. Кежо, ако ме прашате мене како треба да изгледате за зима 22, 23, ако ништо друго, ако не може да изгледате како Machine Gun Kelly, или не ќе да изгледате како Machine Gun Kelly, или не ќе да изгледате како на Прада со ракавици у боја, или не ќе да носите сукниче евентуално, тогаш слободно можете овој изглед, ова го препорачувам на сите мажи без разлика на годините, да го симнат овој изглед заради тоа што едино ова може да пројде на овие простори. Ова не може да пројде на овие простори. Next. Можете и овој изглед исто така да го симнете. Добро карирано палто, искомбинирано со джинс. Next. Исто еден од моите омилени. Оделото како одело, како машко одело, секогаш ќе биде во мода. Никогаш нема да биде аут. Меѓутоа, исто како кај женската мода, фустаните што менуваат форма или претрпуваат промени, така и оделото ја менува формата. Некогаш се потесни, некогаш се по-оверсайз, зависи од тековниот тренд, меѓутоа комбинацијата на одело пореколе пати не кашле. И патики изгледа одлично, ми кашле јас заради камера. Кој е? Ало! Знам дека тебе ти фучи. Ајде. Пак е она. Ало! Жено смири си, има 6 години. Не може. Не можела да се смири. Младичко си. Нема. Мерак и за селјак нема лек тоа. Next. Врв. И ја би и текако овој капут, али нема. Тоа е тоа. Ова е исто еден од моите омилени изгледи. Ова е веќе стрит стайл. Супер е таа јакна, ја има на Никола фантомката. Значи, кај да Никола ќе почне да изгледа вака. Next.
Одличен е тој изглед, колорот е ин, е трендовски и многу ми се допаѓа заради тоа што капотот одговара со, некако е споен со тие прекул чизми стрит стайл, многу модерно, многу ин. И за крај ги пројдовме сите овие изгледи, можете да видите различноста или diversity, што би се рекло модниот свет, се многу ин, е многу тренд. Секој може да си одбере она што го сака или што го преферира, само да не биде досаден, тоа 100 пати го имам потенцирано. Се е модерно, само не бидете онака досадни и не изгледате како од старо време. Што за мажи, истото важи и за жени. Ви покажав неколку разни изгледи, одберете, сакате минимализам, сакате колор, сакате basic бој, меѓутоа секогаш имајте некаков детал на себе. Деталите ја прават у суштина модата. И за крај ќе ви пуштам едно кратко видео од еден мој омилен изглед, што ми е менала прекул. Ајде да го погледнеме. Пушчај. Видете колку се добри. И Никола сака вака да се облече да изгледа и мислам дека супер ќе му стои, пошто се прекул, многу добро изгледа, многу добро е уснимено и е многу трендовски и е многу модерно. Нема. Он знае да убоде, ама не знае шешир да фрли. Тоа е. Ке ве поздравам, ке ви се заблагодарам уште еднашка и се гледаме следно модни катастрофи. Добре дојдовте во делот за модни катастрофи. Денеска ќе ми треба малку и водичка, пошто мислам дека да видиме што имаме. Пуштај. Господе Боже. Господе Боже, мајко света. Кој звони? Ало, а зашто ти служе прсти? Ајде узми па се крсти, заспа своје душе, моли се. Свете воде, пуне чаше, сто Марија, оче наше, ништа ти не помаже. Катастрофа. Драги гледачи, девојчево се бави со јавна работа. Мора да научи како да се облекува. Мора да научи како да изгледа. Не ја бива вака клакната у Сити Мол. Со на едно раме чипка. Ајме, куку. Иш сотоно. Next. Леле, драги гледачи. Ало. Ало. That's all. Јас апелирам. Не ми е добро. Јас апелирам. Некој нека го среди девојчева под хитно. Заради тоа што очигледно си ја сваќа работата сериозно. Не можам. Си ја сваќа работата сериозно, меѓутоа, што е со сукничево, драги гледачи? Што е со сукничево и со позичево? Што е со сукничевото, а позади нејзе? А позади нејзе? Позади нејзе е Hulk! Ке ја грабне, драги гледачи, ке ја однесе, ке го дрпне халинчето и тие кондурчиња и за таа коса ке ја извлечка. И тоа боди, тоа што и да е, значи ве молам, јас апелирам, моден бренд, куќа, што и да е, нека се потруди на ова девојче да му најде соодветна облека, стилист, кое што очигледно е висока, има предиспозиција да изгледа добро, меѓутоа она изгледа како тешка модна катастрофа од 88 со 91 еволуцијата. Катастрофа. Next. Чекај, за следново морам да му се јавам на Никола. Никола! Значи, Зорка, кој што ти кажав, многу сака да се дотерува и многу сака да се настегува. Јаукната е. Јаукната е. Каква лепа брена од Алиекспрес. Еве, ало, еве ти ја. Брена го бара. Бато, ти си моје злато, на руки ти спавам, ја те обожавам. Многу сака да користи бој и многу сака детали, цвеќиња, сака да стави на нејзе се. Next. Леле, драги.
Ќе ја испијам вакцината. Ќе земам 4-та доза од Зорка. Катастрофа, драги гледачи, али пак ќе кажам, некако она си остана. А шо има доле облечено? Како твоите лице, а сандалчиња ли? И чипкани хеланки ли се тоа? Да? Па преубави се контрчињата. Добро, следна фотографија. И многу сака да се монтира. Многу сака да се едитира и има мејкап, а уфацата е вџашена. Таква е цело време. Ај! Топ! Шо? Она кај модна икона уште е и поетеса, драги гледачи. Поетеса, она напишала поезија, а тука пишува: животот ме научи да верувам само во самата себе. И управо е. Шала на страна, на кого друг да му верувате, освен самите на себе и на Никола евентуално. Така е. За квотата се слагам, за изгледот е катастрофа и е јукнат. Next. Леле на шолјас. Ке се избодеш сам со вакцината полека при бедница. На шолја се монтирал. Она сака да си има шолјиче со нејзин лик. Многу е поедноставно да однесете ваша фотографија и да ви ја клјакнат, да ви ја залепат на шолја и од неја да си пиете кафе, демек сте Мерлин Монро, демек сте нека ултра мега селебрити па има ваш лик на шолја, отколку да направите лошо едитирана фотографија со се китките од страна. Така, next. Драги гледачи, петардирана е нон-стоп. Нон-стоп е петардирана. Она ја витка косата на петарди. Оние забранети петарди што се. И она ја витка косата на петарди, меѓутоа само за празници, кога се пукаат петардите. И тука, она ќе ги навитка петардите, у 12 ноќе ги пука петардите на косата и прават спрж, и локнете ја остануваат за секогаш. Али многу сакат црвен кармин и црни очи, златни ланац, дачети босанац, готово да биде. За денеска, у делот за модни катастрофи. Ало! Ево го. Чекај, еве ти го. Не е лепа, Брена. Ај, види која. Сам ке видиш. Оставljam ga zadnji put, izlazim iz tajnosti. Pred oka me kriješ ti, od očiju javnosti. Дај телефон. Ај, после ќе ти се јавим. Ај, чао. За денеска во делот модни катастрофи со мене и со доктор Никола, кај ти шприцат? Го потроши. Океј. Толку. Се гледаме во наредното издание. На здравје. Чак! Добре дојдовте во плакарот на Кека. Да. Кека со нејзините нови пријатели се вдава у шопинг по сите молови, по сите продавници, више не знае. Вака, влегла у машина. Значи, Кека, да потенцирам, денеска инспирирана од модата за мажи, сакала да облече мантил. Мантил она ќе облекла, да биде Ален Делон, да биде Джеймс Бонд, да биде нешто врзана, ама ако може чизми да се настега, и вака да мафне со косата заносно и да погледне во директорот на фотографијата. Да видиме како Кека ќе се дотера денеска. Чак! Еве, дотерана, без со чизми, докај Минич, директорот на фотографијата, откачи на чизмиве, драги гледачи. Погледнете каква линија. Одејќи по продавници, роварејќи, не знаевме зашо попрво да се фатиме за овој лук. Мантилот совршен. Многу подобро изгледа кога го гледате во живо, заради тоа што не е платно, не е кожа, него е нешто измеѓу и е прекул како моден детал и како парче. Го искомбиниравме овој мантил со една джемпер халина со пристана должина, чизмата и се дрпна, не може. Треба да се натиска малку, да ви кажам, реглачи, малку помали ги купи, ама Кека знае така, очо ќе се бенди со нешто, да си купи поголемо или помало, па после ќе се натисне она. Битно, како комбинација,
овие чизми. Акцентот паѓа на нив. Сето ова, за да изгледа поинтересно, му додадовме една бела ташна со сребрен ланец. Во принцип, целиот овој изглед е многу едноставен и многу минимален. Ако не сакате до тука чизми, или некете толкави чизми, или некете, или директорот на фотографијата ви каже дека чизмите до тука не ви се убави, например, можете да си облечете друг тип на чизмички, вакви. Не мора да значи дека ќе стојат лошо и вакви чизми во целата оваа комбинација. Не мора да значи дека во целата оваа комбинација нема да стои прекул и да имате и бели патики. Скроз изгледа урбано, модерно, кул, светски. Се ова што ви покажав, ќе го најдете во линкот во дескрипција. Кека сака уште еднашка да се пресоблече. Ајде да видиме во што. Так! Еве, пресоблечен. Мантилов многу и се бендиса. Она реши да си го носи и со кратко халинче, со оние чизми настегана, ама си реши да си се комбинира вака за изглед за кога оди кека на работа. Или со другарки кој се вее по кафиња, се шета, се млати натака навака, да се дотера вака. Мантилот остана. Ставивме бела, многу мекана полуролка. Ние искомбиниравме со широки, не речам оверсайз панталони. Оваа комбинација можете да ја носите со чизмички на штикла, а можете, исто изгледа супер кул, да ја искомбинирате со бели патики. Повторно ќе потенцирам. Многу урбано, многу кул, многу модерно. Кека е пресрекна со Fashion Group, си најде све. Ама си најде нормално герданче некој што го натискала, чисто за да разбие. Еве вака. Си го клакне она тука. Пошто можете и сами да видите колку еден детаљ дава еден добар, што би се рекло, тач на целиот овој изглед. Одиме, кека сака да се пресоблече уште еднашка, ме пукна, драги гледачи. Чак! Еве, пресоблечена фул. Многу и се бендиса, драги гледачи, ова джемперчево многу е мекано, многу убав квалитет, прекрасно стои со било каква комбинација. Овој пат, ова, она го искомбинира со, повторно со мантил, многу и се бендиса мантил. Кека нешто се збесна по мантили, многу убава боја, многу убав материјал, многу добро стои, многу урбан, многу модерен, многу ин изглед генерално. Со добар джинс, со одлични, така наречени машки или колет чевли, кои што ги скомбинира со оваа ташна, која што си ја клакнала на наструкција врза, можете ташната има рачка, можете да носите и на рамо, или како и да е. Овој изглед не мора да го носите со црни чевли и со црна ташна. Можете да го носите со браун чевли, браун ташна. Можете да го носите со сиви чевли или сива ташна, зависи што имате или што повеќе ви се допаѓа. Или може само чевлите да ви бидат друга боја. Во случајот супер ке стојат зелени чевли, супер ке стојат плави чевли, супер ке стојат жолти чевли. Чисто да се даде еден друг момент на шмек, што би се рекло. Сето ова што го гледате на кека, може ќе ви оставам во линкот во дескрипција каде можете да го најдете секое парче. И запамтете, попустите траат до крајот на февруар месец, овој месец, а февруар е краток месец. Затоа побрзајте. Од мене во плакарот на кека за денеска толку. Се гледаме во наредното издание. Чак! Добре дојдовте во делот Q&A или Прашај го Сергеј, кај што поставувате прашања на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Јас се трудам да одговорам на што повеќе прашања може. Идеме. Прво прашање. Здраво Сергеј, кој е вашиот став? Дали треба да се има 5-6 добри комбинации на облека во кои би инвестирале повеќе пари или пак подобро е да се има поголем број на облека како не би изгледале досадно? Не мислам дека ако имате многу облека
дека ќе изгледате добро, не мислам дека ако имате многу облека дека ќе изгледате интересно. Напротив, повеќе се слагам со тоа да се имаат 5-6 добри комбинации кои можете да ги ротирате и секогаш да додавате некаков си детал, да ги направите уникатни и интересни. Следно прашање. Next. Мислење за црни чорапи со бели патики и обратно. И направила, фуј, тоа не и се свига. Мене, ако си во фул црно, имаш бели чорапи, црни патики, мене тоа ми се свига. Исто и обратно, ако си во фул бело и имаш црни чорапи со бели патики, и тоа ми се свига. Ми се свига и кога чорапите се у колор. Значи, ми се свига кога тој еден детал некако двој. Да, и јас доаѓам од време, каде што се викало у наводници бела чорапа на се оди, или гипс на нозе, или вака така, меѓутоа и денешните чорапи имаат еволуција, како и се друго, и се апсолутно моден детал. Еве, јас си клакнав денеска, мрежасти, за инает, ете така. Следно. Најдобра боја на сенка за бледа кожа и джинџер бакарна коса. You rock. Ама рокстар. Што да правам? Сите нијанси на портокалово, сите нијанси на теракота, кафено, златно. Совршено стојат на бледа кожа со джинџер бакарна коса. Next. Знаеме дека не сакаш не во природни бунди, а што мислиш за Теди Коутс? Не е дека не сакам, зло сторе да носите природна бунда од денешна дистанца и не ги сакам природните бунди, заради тоа што доаѓаат од старо време. Старо време, реков еднаш, господи од 70 плюс години што ќе носи бунда во 21 век да ја објасниш дека не треба да ја носи, а она притоа ќе се клакне у Ролс-Ройсот со некоја чанта од крокодил и ќе отиде у некој риц да руча или да пие чај или на некоја чајанка, нив ги разбирам, али помладите, вие што сте помлади и со бунди, со леш на вас, тоа не го разбирам, а Теди Коутс сакам многу. Next. Модни комбинации со неон пинк во плакарот на Кека. Да, супер, сакам. Сакам неон колор, може и пинк, може и со light pink, ги сакам сите тие нијанси на розеника од baby pink до electric neon pink. Ке се можам само да кажам дека ќе се потрудам да ја подновам Кека на оваа тема, што ќе најдам од neon pink кај нас, ќе видим, иначе го сакам тој лук многу. Next. Многу ти е поинтересна содржината на ваквиот тип на емисии. Дали мислиш дека кафеавата боја и црна во комбинација или тегет и црна се модна грешка? Не мислам. Напротив, како што зборував и преска, денеска модата дозволува скоро се. Порано имало некој правило дека не се меша кафеаво и црно, дека не се меша тегет и црно, дека не се меша црвено со розево или со портокалово. Сите тие правила денеска не важат, секоја боја се меша со секоја. Дали мене лично нешто ми се допаѓа, тоа е моје лично личен вкус, меѓутоа апсолутно и многу е битно и како ќе се изведе целата таа комбинација, а дека е модна грешка, не е. Next. Драг мој Сергеј, доколку си во можност, би сакал твој совет во врска со една поприлично озбилна тема, а тоа се бели влакна на коса. Но мисла сум да одам во плавуши. Не знам дали ќе ми стои воопшто и дали е тоа добра идеја. Фала однапред, my fashion guru of all time. Не знам колку ти е. Решение за бела за седа коса нема. Да имаш решение, јас немаше седа коса испод бланшет или сите други. Решението за седа коса е дека треба да се фарба косата. Од долго време ако сте црни, дали е паметно да отидете во блондинки? Мислам дека не. Заради тоа што мислам дека ќе оштетите косата, додека се добие, претпоставам дека сакате да бидете блондинка, заради тоа пошто сметате дека косата е многу светла, повеќе ќе се спојува со седата и да, така е во
во пракса не двои толку колку црната, меѓутоа ако косата ја оштетите, а ќе ја оштетите од црна додека ја сведете во пероксидно светла или блонд нијанса, и мислам дека ќе ви биде чудно и чудно ќе изгледате. Јас ви препорачувам добро да ја ишишате косата, пошто ви е црна, нека е добро подшишана, нека не е многу долга, не знам како изгледате. И друго решение, план Б, за подникнат корен, имате спреови или тонери, тоа е еден тип на маскари, за, како што се за трепки, такви имате и за тој дел. А да го избегнете фарбањето, апсолутно нема никаков начин, мора тоа. Тоа би било тоа за денеска во Q&A или прашај го Сергеј. Во денешното издание на Сергеј Ревентет од мене толку. Се гледаме за 7 дена. I wanna be loved by you. Ba diddly 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 dum. Boop boopy doop.